Морам процедурално да реагирам, председателе, бидејќи денес се обидувате вака европски културно да се однесувате, иако злоупотребувате микрофон, и дека сте блефери многу добро ни е јасно, но мора македонската јавност да биде запозната. Јас тоа ви го зборував позади микрофон и затоа сега излегов процедурално да реагирам. Немојте да блефирате дека единствена цел со овој предлог на закон вие да се зголеми дистанцата. Апсолутно тоа не е точно. Тоа е замката. Значи, тоа е замката. Тоа е замката на која што нормално дека сите и ние како родители, образовна професија, секој тоа го сака, но не е тоа целта ваша. Кажете и на јавноста дека вашата цел, кои што сега вие сте дозволиле тука да се отварат на таа дистанца и кои се легални, да ги направите нелегални, дека 2 години наназад веќе нелегално функционираат бизнисите ваши на Артан Груби, и ова е закон за легализација на дивоградбите на Артан Груби кои што нелегално досега функционираат. Власта ви е со одбројани денови и сега сакате тоа да го легализирате. Ама да, најмногу сакате да се расправа на темата дистанца. Дистанцата е само замка. Замка. Не ви е тоа поентата, и бидејќи толку се правите европјанин и паметен, па велите да поднесеме нов предлог на закон, еве сите да се согласиме, европски да се однесуваме, да имаме измена на овој закон само по однос на дистанцата. Ама да останат тогаш легални и овие сега што се легални. Бидејќи не е тука клучната поента ваша. Клучната поента е да се легализираат досега нелегализираните бизниси на вашиот Артан Групи. Кажете го тоа на јавноста и немојте да манипулирате со растојанието. Немојте да манипулирате со растојанието. Се го повлекле вашиот амандман за да се намали дистанцата на 200 метри и сега нас не обвинувате за дистанца од 250. Еве 3 километри нека биде, ама само тоа нека биде измена на законот. Мислам дека е доволно фер да се согласиме, ама само тоа да биде измена на овој закон. А не да биде ова закон за легализација, како што кажав, на дивоградбите на вашиот Артан Груби. Благодарам.